Можам да кажам дека неверојатно сум го имала животниот пат на мнозинството млади кои за жал се соочуваат во оваа држава. Јас дипломирав на факултетот за безбедност и потоа во таа година дена нормално моето искуство, моето знаење беше преодредено за работа во државни институции. Јас се трудев да аплицирам таа година, аплицирав на конкурси, мислам, јавна тајна е дека без поддршка од партија на власт не можеш да се вработиш и мислам дека и тука можеби дојде мојот најголем стимул да се ангажирам политички, затоа што сметам не само лично, туку сметам дека ние како држава пропуштаме голем број на млади, квалитетни умови кои знаете кога ќе завршите вие факултетот, говорам за квалитетни студенти, ви имате ентузијазам, сето тоа знаење што сте го стекнале, што сте се труделе, потоа да го вратите на државата. И кој пораз е за еден млад, кога гледа дека државата не сака да го прими тоа знаење. Така да и јас невратно ги поминав тие моменти, не сакав. Не сметав дека треба да земам некоја партиска книшка за да добијам работа. Јас сметам дека дипломата треба да е единствената партиска книшка за работа. Па работев како сметководство затоа што јас имам средно економско завршено. Сум работела и во некои портали. Ето, малку познато, јас потоа запишав и ветерина факултет. Реков, од љубов кон животните? Па да, од љубов кон животните, реков, можеби, ајде, нема, најверојатно за мене нема простор, да речам, во државните институции, па да пробам со факултет за ветерина, али потоа некако животниот пат ме насочи, се активирав повеќе во Левица, затоа што, знаете, имав и повеќе слободно време и така, на некој начин, стигнав до тука, али сметам дека сето тоа искуство нормално, и сите тие препреки на патот, значи, сепак се борите да успеете, кога нормално, генерално, кога не доаѓаат од некои привилегирани слоеви, малце помакотрпен е патот, ама сметам дека тоа е подобро. Јас сметам дека тие деца, тие генерации кои многу потешко стигнуваат до својата цел, на вистина се тие генерации што можат и да ја коригираат и исправат оваа држава моментално, и затоа што постојано гледаме дека системот сега како што е поставен е нефункционален, дека системот веќе не е одржлив природно, и јас сум еден, да речам, ајде, непоправлив оптимист и сметам дека генерациите кои ќе дојдат после нас ќе бидат многу подобри од нас и ќе коригираат и ќе исправат многу работи кои, за жал, ние сме морале да ги поминиме и да се бориме на тој пат, и се надевам дека генерациите после нас нема баш да го поминуваат истите неправди, истите нефункционалности кои, за жал, ние моравме да ги поминиме како генерации.